На некое селско момче му се смачила селската работа, па пошло в град да бара работа. Не нашто работа и почнало да проси. Влегол во една продавница и газата му рекол: Срамота е ти млад и здрав да просиш. Да ги имам твоите години, момче. Со куро ќе заработувам пари. Како со куро? Помини по сокаци и ко ќе видиш на некое пенџере некоја жена, ти извај го, ко поđо се мочаш. И после? Шо после? Ќе те свика жената горе, ќе те најади, ќе те напија, ќе изеби шубо и на заминување и пари ќе ти дај. Го послушало момчето, излегло од дуќан и почнало да шета по сокаци. На едно пенџере во еден сокак видел 3 жени, дошло до пенџерето, го извел ко поđо се моча. А една од жените сикала: Абе шо преш тука бре, едип соседен? Па не ти е срам да се застрамиш. Ми се примоча, па... Оди, черко, отвори му, нека влези дома. Имаме нужник. Легло момчето, се качило горе, мајката уба, а двете ќерки уште поубаи. Од кај си ти, бре, момче? Од едно село, од близина овде. Се гледа дека си од сел. Покуро. Сега прво со мене ќе легниш, па после со черкини. Тие се помали, ќе почекаат. Момчето прво јебал мајката, па после ќерките. Му дале по некоја пара, се најал, се напил и на заминување жената му рекла: Утре пак да дојдиш, ама порано. Ако сакате, ќе дојдам. Момчето секој ден одело во куќата и секој ден богато било наградувано за извршената работа. После 2-3 недели се облекол убо, со костум и пошол право во дуќанот да му се заблагодари на продавачот за советот. Па, како што гледам си се снашол. Аха, се снајдов. Го послушав твојот совет. Одам секој ден во една куќа и сите 3 ги ебам. Колку рече? 3, мајката и 2 ќерки. Кај е та куќа, бе? Не е далеко од овде. Кај чешмана, одовде нагоре. Куќата е жолта, голема, начош е и со железна порта. Многу убаво. Многу убаво. Сега уште и мене да ме биш и сите од та куќа ќе ти биде ебани. Мрш да те нема од Дујчанов.